вечер, почитувани гледачи, добре дојдовте во најновото издание на Фидбек заедно со мене Елена, како ваш домакин. Веќе 18 јануари, што значи дека брзо помина времето, односно брзо летна времето, а знаете како велат, ако брзо ви поминува времето, тоа значи дека квалитетно и добро го живеете животот. Што да кажам, освен дека ќе верувам дека и овој еден час заедно со мене и со мојот драг колега Љупчо ќе ви помине многу брзо и дека сабота 19:15 часот ќе биде токму вашиот избор за добро и квалитетно исполнето време. Јас на почетокот нема да должам многу како и секогаш, туку ќе оставам да се дружиме во следниот еден час. Многу ми е драго кога треба да најавам гости кои што навистина заслужуваат да бидат во Фидбек, гости кои што апсолутно треба да им се даде и шанса и можност да едноставно позборуваме на темата која што тие ја работат и на нивната животна сторија. Ја погледнавте најавата за мојот прв вечерашен гостин, станува збор за дипломиран актер, за дечко кој што и такако знае која насока и кој правец да го фати кога станува збор за социјалните медиуми, за инстаграмерството, за јутјуберството и така натаму. Ќе го повикам Виктор Вилевски, попознат по неговата Веле новела. Виктор, повели. Вака со таласи. Вака, вау. Чекај, фати рака, вака. Идеме? Опа! Може така? Може. Добро ни дојде. Добро најдов, како си прво? Добро, ја те прашав прво, видиш срамот. Ако баш убаво. Мене ми е некогаш убаво ја да бидам улога на бака, на обратно. Одлично, благодарам, фала на прашањето. Како си ти? Супер, фала на покан. Секогаш во секое време. И ти, мојот следен гостин, сте ми навистина фасцинантни со тоа што го работите, меѓутоа околу вашата работа ќе зборуваме малку покасно, кога ќе ве сместам на фотелите. Сега, оние неофицијални прашања каде што ве запознаваме од малку еден поинаков агол, ме интересира со оглед на тоа дека си актер. Театар или филм? Неопходно прашање. Вечната дилема. Бев убеден дека е театар, се додека не го снимив мојот прв филм и сега не сум сигурен. Сега си 50-50? 50-50. Сакам студио, сакам рефлектори, ама сакам рефлектори театарски. Веројатно театар. Театар би одбрал како моја примарна професија. Добро. Умилен глумец или глумица? Наши или светски? Светски. Ајде, досаден ќе биде Ал Пачино. Многу го сакам. Да? Ма не си досаден, супер, и ја го сакам. А глумица? Джулија Робертс. Многу ја сакам Джулија Робертс, Ноттинг Хил, сакам романтични филмови, така да си плачам. Одлично. И јас сум голема плачка, да ти кажам право, кога ќе видам некои такви филмови. Многу го обожавам. Джулија Робертс ми е фаворитот. Кажи ми, со оглед на тоа дека ќе позборуваме за твојата Веле новела, Джими Фелон или Джими Кимел? Джими Фелон. Не ги сакам многу американци да ја премногу. Британски комичари сакам, британски. Кој британците ги сакаш? Джими Кар ми омилен. Не Шоулок, ама Шоулок почина се жала, ама Джими Кар ми е одличен. Одличен, се сложувам. Драма или комедија? Комедија. Добро. Што најчесто гледаш кога си сам по дома? Или онакви лоши романтични филмови или ситкоми сакам, стари ситкоми сакам од 90-ти, од 80-ти, гледам Зајнфелд, гледам Френдс. Стари филмови, гледам и партизански филмови, гледам како луд, не знам зашто. Од дете гледам партизански филмови, многу сакам партизански филмови, има нешто многу смешно од тоа како се снимени, како се направи, такви све е многу патетично, све е многу драматично. Све е многу. Да, добра идеја, можеби треба да погледнам некој партизански филм. Партизански филм, едно плитка на Неретва, скупо. Уште ми тикнува на, како се викаше, бомбашот? Бошко Буха. Бошко Буха, да, на Бошко Буха. Снег или сонце? Сонце секогаш. Да, значи повеќе преферираш лето од зима? Апсолутно, ова моментов ми е траума што го правиме, што морам да излезам од дома од зима, не би излегувал, мразам зима, органски не поднесувам, не сакам. Лето, да ти кажам право, 90% од гостите навиваат за лето и за сонце. Тука треба да видиме зошто е така работата, некако зимава не е баш обожувана. Не е мој факт воопшто, не ја се. Те видов на едно од твоите видеа со мотор, меѓутоа снимаше за едно за еден човек со мотор. Кажи ми, кола или мотор, кога би требало да... Мотор
да бираш превозно средство? Јас од кола не излегувам. Сега среќаш се живеам блиску до Телба, па дојдов пешки, инаку од кола не излегувам. Мотор ми е така страшна работа. Со оглед на додека е сабота, како изгледа твојата умилена саботна вечер? Излегување во град? Да, град. Џускање, кафана, што е тоа што те... Се што кажам, обично идат едно по друго, ми одат, зависи, така, си ги сакам Подред се сабота. ваѓаат. Да, си ги сакам искачанките. Стендап или групен некој настан? Групен настап. Така? Да, стендап е многу фокус на еден човек, сакам кога е групно. Ама те личи да бидеш и стендап комичар. Барем јас така те доживувам. Фала ти, дај Боже, ќе видиме, тоа уште не сум се нешто заправо уште во таа сфера, ама групни настапи сакам повеќе, сакам спектакли големи. Супер. Виктор, се гледаме. Се гледаме. Штубаво, си ги гледам фотографиите и најавите за моите гости, а музиката некако така ме разигрува. Ја видовте најавата и за мојот втор вечерашен гостин. Станува збор за Никола Попович Ниџо. Човекот кој што и како знае да ја насмее македонската јавност. Јас навистина рикам на неговите рилсови, бидејќи се навистина смешни. Човек кој што некако баш знае да го долови македонецот со сите негови мани, со сите негови чаталења и со се она што сме ние македонците. Но нема јас да зборувам многу, ќе го представам Никола Попович Ниџо. Ниџо, повели. Здраво, вака, како си ми? Супер, одлично, фала ви на поканата. Секогаш, задоволство ми е кога имам вака млади, успешни и надежни луѓе како гости. Кажи ми, колку тека правиш пред да направиш еден рилс? Па, ако сум искрен, најдобрите видеа ми успеале буквално од прва. Што нема реприза. Нема реприза, тоа што од прва ќе го снимам, мислам дека искачало секогаш најдобро, бидејќи се повеќе обиди, знаат и да го уништат некојаш видеото, па што се губи онаа првична енергија. Да. Така да гледам секогаш од прва, да. Македонецот како диагноза или македонецот како перфекција? Па, пред се како диагноза, мислам. Мислам дека да, и јас се служувам. Полко е Мирко Попов знаеше да каже дека сме поготово скопјани. Скопјани се диагноза. Дефинитивно. Но да, не би го кажала тоа, се разбира во навредлив тон. Нормално. Меѓутоа како диагноза ќе го ставиме во наводници, бидејќи навистина македончето е посебна сорта на специфична сорта, ќе кажам, да. Ете така. Поп или рок музика? Може би нешто трето? Па, хип-хоп би рекол. Хип-хоп? Да, се занимавав подолго време со тоа, пред 15 на години. Имам своје музичко студио. Меѓутоа се усериозивме малце, дојде дете, едно друго и малце сме на пауза. И веќе на пауза, така е. Ден или ноќ и зошто? Ноќ, дефинитивно. Зашто немам некоја посебна причина. Ноќна птица си. Да, ноќна птица и јас сум тој што иде по дома и ги гаси светлата кога се секојаш. Кога сите ќе заспијат. Да. И кога се запалени без потреба. Кој ти помага обично при снимањето на рилсовите? Сопругата ми помага највише. Да ја поздравиме. Да, голем поздрав до сопругата. И детето исто. Малецкото, од која смисла на ги користев играчките како сталак за камерата. Додека не се усериозив малку и да си купам опрема, да се опремам со тие работи. И така да они двајца ми се дома први што ми е тест она видео, но како ќе изреагираат и слично. Јасно. Седенка или журка? Седенка со пријатели, ручек, сега вечера? Сега на овие години седенка. На овие години, на многу возрастните години. Немаме веќе сила за толку за журки. Така, кино или театар? Театар. Добро. Немој се заради колегава. Не, тама работа. Умилен инстаграмџија? Умилен инстаграмџија, или некој што прави еве вака нешто слично на тебе? Ти кажам, меѓу по-новите кај нас е помладиве, Стефан Николовски ми е така поинтересен лик. Другиве обично гледам, повеќе странски ги гледам.
веќе ми се свиѓаат оригинални инстаграмџи, не оние кои што нели го гледале видеото, има од тоа видео да речеме 1000 креатори што го извадиле и они го снимале. И го снимаат истото, да, така, оригинални. Да. Оригинални, така е. Кога би требало, знам дека си се занимаваш со своја работа, си имаш своја професија, меѓутоа што е тоа што би го одбрал? Работа до 15 часот и одење дома, а помала плата, или огромна плата, ама немаш работно време, него си цело време на на линија. Ова второто дефинитивно. Така. Посебно за да речеме за доколку би се почнал да се занимавам професионално со ова, мислам дека слободното време е клучен фактор за нели креативно да може човек и да се изрази и време за снимање и се останат. Супер, Миџо, фала ти, се гледаме. Фала, се гледаме. Уште една жвака. No. Ова? Еј, добро. Опасно. Одиме. Одлична хип-хоп мура. Како не, Како ме си враќа музик? у стари добри денови. У стари добри денови, хип-хоп, хурей! Јас да сум бил бебе, ама нема везе. Нема везе, сега бивме мали тогаш кога беше актуелна оваа песна, ама се уште дига. Како не. Се уште крива расположение и тоа е најважно од се. Таа е таа квалитетна музика од тоа време. Ти не се откажуваш од тие 80-ти, Нема 90-ти, шанс, значи тоа ти е стилот Не и ги менувам за ништо. имаме одлични гости денеска. Одлично. Мислам дека ќе се изнасмееме во однос на тоа што имаат да ни кажат. Кажи ми, ги пратиш нивните рилсови, нивните дела? Да, се И прат. творештва? Се пратам и одлични се стварно. Одлично се ствара, значи секоја чест. Јас искрено никогаш до солзи се смеам и се надевам дека тоа ќе го постигнеме и кај нашата публика. Некој ќе се пронаоѓеме во нивните видеа. Ако не, јас зашто викам македонецот со сите можни негови мани, критики, бубачки што ги имаме во глава и што се не. Меѓутоа посебна приказна е македончето, тоа ќе го кажам македончето, затоа што секогаш ние самите си се омаловажуваме за разлика од тоа што навистина можеме да бидеме. Што ќе слушаме денеска? Оваква хип-хоп? Па може малце по андерграунд од вообичаеното. Ама имаме хип-хопер овде. Да. И за Тома Здравковиќ малце покасно. После може ќе убациме Супер. Не е проблем. Брик, се гледаме. Спремен прашања исто за нашите гости. Спремен. Се разбира, си доаѓам на мојата позиција. Здраво, дечки, уште еднаш. Прво, дали сте комотно сместени? Топ, супер. Дали сте окей? Супер. Супер, драго ми е. Ајде на почетокот, прашање за двајцата, како воопшто дојдовте до идеја да почнете со снимање на рилсови, односно со снимање на оние кратки, јас би рекла и едукативни, и смешни, и интересни видеа кои што ги правите? Да почнем? Ајде. Кај мене се случи сосема спонтано. Имав некоја идеја да речеме, не дека немав, меѓутоа ништо конкретно не превземав. Лето беше, минатава година, јуни-јули. Отидовме фамилиарно на одмор и секогаш македонецот ми е смешен на плажа кога пробува да се адаптира со другите народи. Леле, колку е ти смешно тоа со македонецот кога збори српски. Посебно со србите. Значи тоа не е нешто ново или нешто чудно за нас. Меѓутоа, знаеш, до нас на плажа се ги слушам, не знам од кој град беа, и се пробуваат српски да зборат и викам, да пробам едно видео, викам баш да направам за ова. Гласовите на видеото и двата гласа беа мои. Еве да ги решам дилемите, пошто коментари прашуваат веројатно да кој е тој што поставува прашање. Ја навредува другата страна, па не постои друга страна, сега може малце ќе се разочараат. И тоа го преточив некако во видео. Го ставив на Инстаграм, саат време ми требаше, пошто Wi-Fi од најблискиот кафич немав добро. Пошто грците се обично тешки со Wi-Fi. И сосема заборавив на тоа. Значи ден на плажа, фамилиарно, вода, плажа, пиење, едно друго.
се прибрав дома, телефонот изгорел од нотификации. Значи, ја во мој живот, пример, не сум имал ставено видео, не па да имам околу 300.000 гледања за некој краток период. Да речеме, коментари, патриоти се караат во коментари и веќе од тука си започна приказната. Почна се и сум таму каде што сум сега моментално. Одлично, одлично, секоја чест. Сосема спонтано и мислам дека спонтаноста е секогаш пресудно барем кај вакви работи. Се служувам. Виктор, како беше приказната кај тебе? Малку- Дали актерството си го направи своето, си побара една таква Не, база случајно. или нешто? Јас приватно сум многу напорен и многу ги замарам моите другари со такви неважни факти, со приказни за Скопје. Од секогаш ми било тоа така фантастично за истражување и за гледање. И знам многу 90% од тие приказните за кои што ги објаснувам во видеото се работи кои што ги знаев од претходно. И неколку од моите другари ме замолија да не ги замарам веќе нив, него да иди снимај се, нек те гледа светот, не ми збори на мене. Доста веќе на нас на глава ги се качуваш. Окей, знаеме. И во тоа време се со мои двајца другари и другарка со Крис Атовска и Виктор Петрески кои што се продукцијата за Веленовела и за ID Медија каналот на кој што се прикажува Веленовела. Они има идеја да почнат свој YouTube канал со една друга емисија, со емисијата на Крис, Лавиринт. И јас на еден ваков неврзан муабет сакаш да почнеш нешто да правиш? Јас во тој момент некако тогаш почнував да ја оформувам, не ни знаев дека ќе се вика Веленовела или не ни знаев што ќе правам, само почнав да размислувам на нешто, седнав за некој месец дена, ги слопив првите 20 на епизоди, ги напишав. Почнавме. Браво, браво, секоја чест. Со оглед на тоа дека навистина има огромна гледаност и луѓето реагираат на вашите и на изведбата на тоа. Пазете се, многу е важно и како ќе го изнесеш тоа. Затоа што една е работата, нели, сценарио, секој може да напише, но друго е како ќе го извадите тоа. Дали тоа значи дека секогаш идеите ги добивате од спонтани нешта, од животот, од тоа што се случува околу вас, или сепак некогаш одите во малку некои подлабоки истражувања? Конкретно, јас за моите видеа сосема спонтано. Значи, сега, пример, седам со некое друштво, ако наслушнам нешто и у глава го isprocesирам дека тоа нешто ќе донесе, да речеме, голема заинтересираност кај луѓето и решавам да го правам. Затоа им почнав малку поретко сега да снимам, бидејќи сакам тоа да биде Како што треба. врв, да. И така да сосема спонтано ситуации, луѓе што се жалат околу, што слушам Леле ситуации. Маре да ти кажа. Маре, класичната македонска комшика. Да. И Маре да ти таа кажа. не очекував дека ќе добие на толку на популарност, ама ја имаме сегде околу нас, така да... Виктор, кај тебе се сепак малку повеќе факти. Тоа значи дека работиш на фактите, ги истражуваш или како што велиш ги... Не, морав да ги истражувам. Јас ги знам се, тие се делат особено во првите епизоди, првите, не знам, 15-тина епизоди, се некои факти, некои приказни кои што ми се познати, ама се не ги знам годините, например, или точниот датум, така што морав да седнам и да истражувам малку подетално. Повеќе спонтано ми доаѓа идејата, нешто ќе ми текне. Имам едно видео за поговорките, пошто чув глупава поговорка дента и реков, окей. Ајде да видиме што се видиме што се може да се направи. Ама да, моите видеа бараат малку повеќе истражување и малку повеќе читање. Ама па релативно брзо и релативно спонтано го срочувам тоа. Не е само грубата приказна е тоа што го истражувам, а другото е на лице место. Така е. И сега, каков е одзивот на публиката според вас? Очекувавте ли таков одзив и како реагирате на евентуални лоши коментари, да речем? И дали постојат воопшто? Не би требало, заради тоа што генерално правите нешто многу смешно и интересно, барем во моите очи. Не, нема има. Ама верувам дека има. Јас, реално, искрено за мене, не очекував ни приближно дека, да речеме јас, дека за 6 месеци неполни, што тоа е релативно краток период, Стварно е кратко. дека ќе имам околу 30 милиони прегледи на риловите, што за нашата држава е стварно премногу. 99% можам да кажам дека се позитивни коментарите.
Лошите коментари се смислена, не пример некој да те коригира, се слушај, дај малку глуми вака или глуми онака, или за квалитетот на видео или слично. Македонскиот лош коментар се знае каков е. Глуп си, селјак, дебел. Тоа е негативниот коментар. Се она кое што го карактеризира македонецот, или некој што ќе се другата. пронајде, па може би го навредува тоа, меѓутоа, значи ја не ги правам видеата за да навредам некој. Едноставно тоа се факти што и луѓе, да речеме, сум направил видео за Австралија, за Германија, луѓе од таму се смеат на тие видеа и имам го преголема поддршка, идеи ми даваат конкретно ситуации што таму се случуваат и слично. Така да во глобала лошите коментари се чисто навреди на некој што не го не изгледал може видеото, ама ете така. Значи на лична основа што апсолутно не е. Меѓутоа не ме допираат, никако не се враќам да се расправам или слично, напротив, тие се голема поддршка за видеата. Како е кај тебе, Виктор? Ја ги обожавам тие лоши коментари, мене ми се пресмешни. Пошто секогаш добивам лоши коментари од луѓе што не го изгледале видеото. Виделе наслов или виделе првите 20 секунди и нешто не им се допаднало во тие 20 секунди, одма сум јас крив, одма јас не знам, не сум прочитал, не сум видел. Мене ми е тоа пресмешно и не им враќам никогаш. Исто не гледам зошто би вратил да се објаснувам. Има, например, секојаш имам глупави коментари од типот на а зошто не го спомна и ова? Пошто не го спомна. Значи, затоа што невозможно е се, така е. Смислим дека ова треба да го кажам, а не другото. А за бројките, искрено, не сум ни сигурен колку ми се бројките, пошто не го следам тоа толку многу, особено не на Инстаграм, на YouTube си ги следам бројките малку повеќе, пошто YouTube ми е примарната платформа на која што почнавме и емисиите цели ми одат само на YouTube. Твоите се и малку подолги, поголеми видеа, каде што бараат и монтажа поголема и малце поголема мака, би рекла условно кажано. И тукму затоа сметам дека YouTube е веројатно платформа каде што подобро поминуваат. Да, но има секогаш има таму спротивни бројки, има некои видеа што има многу мал број на гледаност, а истото наредното видео па има огромна некоја гледаност. Никогаш не успеав да го сватам шаблонот како всушност се движи YouTube и како се бројките, така што решив да не се замарам многу околу бројките, какви се такви се го правам повеќе од еден мој другар вика дека ова ми е passion project, дека е нешто што го правам со огромно задоволство и не знам, бројките најмалку важни се штом тоа допира до народот, јас тоа викам. Се важни, ама не можам многу да влијам на тоа особено. Сум го направил видеото така како што сум замислил да го направам, па како ќе пројде. Да. Сега живееме во време на социјални медиуми, факт. Живееме во време на инфлуенсери, живееме во време на нешто што можеме се и се што да видиме на социјалните медиуми, од убави до најнеубави работи. Колку според вас социјалните медиуми се платформа за да се пласира тоа што вие го работите и сметате ли дека тоа е единствениот би рекла линк или единствената платформа каде што може да се извадат вашите идеи? Овие социјални мрежи се моментално најактуелни, да речеме, посебно помеѓу младите. Оно што приметуваме дека публиката е на секоја социјална мрежа различна. Да речеме, на Инстаграм има една публика. Тоа е точно. На Фејсбук има друга публика и ТикТок сега посебно помеѓу помладата популација, таму има сосема трета публика. И да речеме, она што на некој на Инстаграм му се допаѓа и пример ќе ти отиде видеото вирално, не значи дека ќе се случи истото и на ТикТок или на Фејсбук. Меѓутоа се најактуелни медиуми, да речем, во моментов, кои полека ја заменуваат, да речеме, и ја заменија телевизијата, која се уште е, да речеме, некој примарен информатор за луѓето, но помеѓу младава популација дефинитивно се медиум кај што може да пласираш информација, само лошата страна е што нема контрола врз тоа што се споделува и како се споделува и посебно со оние пренесувања во живо и слична. Цензурирања некакви постојат ли? Не знам. Нема ништо, не се обрнува внимание на години, на колку, значи некоја граница да речеме кој може да направи слично и затоа сме сведоци на многу лоши и несакани работи, посебно некои трендови на TikTok меѓу младата популација. Особено кај младите луѓе, кај младите генерации кои што ги пратат тие трендови, па еве слушнавме и за многу несакани моменти.
Виктор, платформата е таа. Сметаш ли дека можеби продуктот, бидејќи е навистина солиден, може да излезе, да речеме, и како телевизиски продукт? Јас Или... многу би сакал да излезе како телевизиски проект и би сакал, имам уште десетици идеи. Главниот проблем како и секогаш се финансиите и поддршката, пошто скап спорт е за снимање. Така е. Скап спорт е се светла, камери, телевизии, чуда, врагови, кои што јас претпоставам дека ти или си ги снимаш со камера или со телефон, исто како Со телефон. со телефон и јас последниве особено, на почеток го снимавме со камера. YouTube и Instagram, сите тие мрежи се полесниот начин, односно поевтиниот начин. Многу е попрактично со еден обичен трипод или со еден обичен сталак Јасно. да снимиш и да пренесеш порака. Јас сум старомоден дечко, јас ги сакам овие телевизии, сакам да ми излезат така, да биде скоцкано, Така да имам, скоцкано, да се пушти на телевизија. Да се знае, па нормално, дедо ќе ме гледа телевизија. Мора да се, јас би сакал да биде телевизиски проект и целта на ID Media е некогаш да прерасне во класична телевизија, во интернет телевизија. Ама ќе видиме, тоа е многу, да, многу јас тежок искрено пат. стискам палци и не сте за џабе овде, навистина сметам дека сте одлични во тоа што го работите и двајцата и само продолжете така. Првично сметам дека потребен е таков дух малку во етерот заради тоа што цело време само се мрачи овде во Македонија, цело време нешто се плука, цело време нешто не чини, цело време, а овде меѓу другото се исмејуваме на односно го фаќаме од онаа смешна страна како изгледа македонецот. Јас овде би ја замолила режијата за да не зборуваме сега вака во празно, да видат и нашите гледачи за што точно станува збор. Може ли прво да видиме дел од рилсовите на Никола Ниџо? Може да се залепат еден или два едно по друго, па ќе се вратиме назад во студијата. Ало, добро вечер. Добро вечер. Вака, сакам да ве прашам, дали може да ми ја кажете понудата за новогодишната вечер? Да, вака, 17.000 денари ни е со една флаша и имате висока маса. Така, кажете ми, офаќа нешто јадење мезе такви работи? Офаќа, да, колку луѓе сте вие? 4 души. 4 души, да, 4 саламчиња посебна ќе имате на маса. Аха, така. А што офаќа вака од алкохол, од пиење? Све од жестоко полнето во домашна дестилерија во Арачиново, домашно е најубаво. Да, е супер, домашно си е најубаво. А кажете ми, пример, надвор од тоа мени, да речеме, ако сакаме Джеймисон, Макелан, нешто слично? Се доплаќа Джеймисон 3000, Макелан 6000. Аха. Па не, ние првично сакавме кредит да си имаме, тоа е брзеве кредити, пошто сепак најлуда вечера, нема смисла. Па се предомисливме, па сега гледам со понудава, најверојатно ќе треба да собереме, сепак, знаеш, да се опуштиме малку. Знам, дечко, коштаат и песните. Наджиново љубов еве 6000 денари песната само. Аха, така, значи дел од цената уствари се песните. Да, нормално. Океј, фала ви многу и јас ќе ви се јавам утре само да се потврдам со другарите, па да се договориме да резервираме. Едва и ве чекаме. Фала, се слушаме, чао. Тато, чекај, не плачи, сега ќе се јавам да видам што е работа. Ало, добро вечер. Добро вечер, повелете. Вака, се јавувам да прашам пакетчиња имаме земено од кај вас, ама многу празно пакетчево, нема ништо во него. А што очекувавте, дечко, реално за 980 денари? Па како што очекувам, малце нешто поише, внатре има смоки некои, огромно пакување, а 3 смоки има. Да, бидејќи празниот дел уствари е чист воздух за да подишат децата. Аха. Да, нели секаде е загадено Аха. за да подишат чист воздух. Не сум знаел. А зашто ви се стварно толку ефтини? Ефтини се затоа што се со поминат рок. Со поминат рок. Абе не за друго, знаеш, сега децава плачат, ние прва вечер скара направивме, сега ќе треба од скарата да им даваме, нема што да ги лажеме со чоколади. Е, тоа си е ваше. А плюс едново јадеше со поминат рокете, изгледа тоа. Било, еве го, женава не се тргна од шолја, се утепа од серење, не ја ни видовме за нова година. Ајде, па вие, ќе ја гледате цел живот, не е страшно. Добро. Тоа е, што ќе правиме? Ајде, пријатно. Пријатно. Абе, тато, Каже Максимилијан? сакам нешто да ти кажам. Кажи. Не знам како да ти кажам. Ајде бе, кажи се, немам цел ден за тебе. Сакам да одам на психолог.
На психолог да идеш. Па тебе ти фали нешто, имаш проблем со главата или? Па не тато, ама не ме прифаќаат децата во школу. Па како да те прифатат, бе? Како да те прифатат? Читаш цело време глупости, вештачка интелигенција, универзуми, планети, галаксии. Кој чита такви работи бе на твои години? Знаеш ли ти као дете да се заиграш, да се дрогираш, да убиваш коли, да играш кладилница, казино? Па не ме интересираат мене тие работи. Па дека не те интересираат, за тоа не те прифаќаат. Како да ти кажам, ја од вишок пари за психолог, нема мене комши да ме гледа да ми се смеа дека на психолог детето си го носам. Абе не е срамота тоа, тато? Абе како не е срамота, срамота е. Ако сакаш ќе отидеме до кај баба ти таму горе до село, да видиме некоја бајачка да ти најдеме и толку ќе ти биде. Ја пари одвише немам да давам за психолог. Те молам. Крај на приказна, мани ми се. Мене чекаја, бе изгасивме ли теглата ние? Заклучив ли јас? Леле, жити, за дај да се вратиме да провериме, а? Дали си ти нормална таму, ајде, едва искочивме, кај касниме, нека изгори станот, ако треба не се враќам назад, шанса нема. Не бе, не се оди, значи со тебе никаде. Одма почињаш да се караш, беше аман. Добро, еве, не се караме, дајте молам само пушти песни, не сакам радио да слушам. Дај ми го телефонот, јас немам батерија. Може не ли гледаш дека гледам GPS? Аман бре, аман, 10 пати идеме на исто место, уште он со тоа GPS. Ето стамори, ајде жити се таму, ајде види ситни пари, ајде изброј дали имаме точно запатарени и намали го пармало, жити се таму. Ако узнам јас патот нафта, знаеш колку иде таму? Еден ден порано има дома да се А жити. сигурен си дека поточен пат идеме? А ти сигурна си дека не сакаш да застанам таму да ти isfрлам од кола? Ајде ми збори таму пред Абе, рука. нама ли, ало, ненормален, дете возиш? Прикочи, сакаш ли да не утепаш во ова камиони, бе? Не зема вода јас, нели ти треба? Да бе, све јас треба. Све јас треба. Нема веза, ајде патар. Ајде, ќе дехидрираме, а нема врска и тебе ќе ти се премочува онака на 15 минути ќе ме замараш да застанам. Битно дуба и чоколадото си го зема, тоа не го заборави. Абе, не се дери, Кристијана спие позади во седиште. О, море, почнеш да се караш одме и врне и све ни време ќе ни се погоди ни бутур. Кај те земат, кај се запусна. Бегај таму во десна лента, бегај во десната лента, побрзо Доста оди више таму види колоната. таму, ајде види таму па слушайте дали ни се туку отвори. Се враќаме назад во студиото, што да ви кажам, освен дека сладко се насмеавме на рилсовите на Ниџо. Верувам ми дека не можев да одберам кој рилс да го ставам, со оглед на тоа дека и времето ни е овде ограничено, па не можам да ги заредам сите. Меѓутоа сите видеа каде што е Маре вклучена, каде што се напредните деца вклучени, тоа ми е добро. Јас сега и како мајка, како родител на веќе поголем син. Меѓутоа ги знам токму тие мајки кои што Маре, да ти кажам, моето дете. Јас сега ги гледам тие мајки, па затоа ми се мене Тебе ти се актуелни, да, и верувам дека тоа така. Мене ми е фасцинантно она видео каде што се патува, значи класично македонско патување. Дали пеглата ја заборавивме, дали не знам, тоа е значи феномен. Кога го гледав, мислам дека солзи ми потекоат. Тоа искочи сосема случајно, баш од тимбилдинг се враќавме од работа и знаеш, некојаш ми доаѓа нешто да снимам во моментот. Со условите и местоположбата, едино што ми текна е тоа, и тоа е вистина, пример. Јас говорам конкретно за мене, да речеме искрено, додека не се разведеме ние 3 пати, ние не искачаме на Нормално е, посебно на патување. Не искачаме на одмор и нормално се знае, искачаш на автопат, се прекрстуваш и не се десило ништо, си продолжуваш на одмор. Најнормално, да. Ама мора да се разведеме на 3-4 пати. Да, апсолутно. Виктор, што е тоа што тебе лично те драйва? Ние сега ќе зборуваме и за тоа што го работиш како актер. Многу често го поставувам прашањето на моите гости, што е тоа што повеќе ве драйва, може би не е македонски збор, меѓутоа што е тоа што повеќе ве подигнува? Процесот на работа или пак самиот финален продукт? Не знам. На различен начин ме вози тоа. Процесот на создавање на представа е тој супер прекрасен креативен дел кај што како со жена ти се разведуваш 3 пати со колегите, пошто карате по 10 сати сте на проба. Се што треба, така. Не можам да ги гледам. Па да се сакаме највеќе одма кој ќе заврши пробата. Ама дрогата заради која што сум актер е аплаузот на публиката и тоа ми е врват. Секој што ќе каже дека не го сака аплаузот или дека рефлекторите кои ќе светнат не добива едно. Се сложувам. Тоа е
За тоа сме актери, јас барем за тоа. Мислам не за да ми аплодира публиката, ама дава една посебна драж на целото. Кога ќе завршиш со представата, особено после премиера, некако е еден момент на прво добро е, помина, без грешки, а потоа едно чувство на исполнетост. Среќен сум дека сум го завршил тоа и дека сум создал нешто што претпоставаме добро. Ама аплаузот е тоа што ме вози дефинитивно. Така, тоа е оној фидбек што го добивате практично од публиката. И сега, колку како актер можеш да се внесеш во улогата со оглед на тоа дека има сега актери и актери? Го спомнавме Ал Пачино како еден од твоите омилени актери. Јас сум слушала за актери кои што, не знам, за Даниел Дей Луис, например, дека пред да снима одредени улоги дури оди живее. Метод актинг? Дека оди живее во лудница еден месец за да се прилагоди на улогата, дека живее како бездомник за да се прилагоди на улогата. Значи, до кој степен ти би отишол лично за да ја извадиш улогата како што Ја тоа на Даниел Дей Луис не го разбирам баш, ама ја од друга страна не сум Даниел Дей Луис. Јас сметам дека сум глумец и дека сум актер заради тоа што знам да го прикажам тоа што некој друг го доживеал. Не гледам, иако системот на Станиславски по тоа како нас не учате дека треба да си го прошол веќе, да знаеш тоа за да го извадиш на сцена. За да го извадиш. Ја не се согласувам целосно, затоа што сметам дека умештоста во актерот е тоа дека треба да знае како да го пренесе тоа што ликот го чувствува без да треба он да се само повредува или да се нешто, да се бара сам себе. Тоа е малку too much. Па да, за ова ќе ма распнат колегите кои ќе го гледаат ова, пошто не е популарно мислење. Нема. Ама јас сметам дека не би требало. Има една анегдота на Лоренс Оливије, мислам, со Дастин Хофман, кој што Дастин Хофман трчал, што требало ликот да му биде уморен, да биде задишен и трчал кругови околу него, дека Лоренс Оливије читал весник и му рекол: "Шо правиш? Зашто трчаш?" Па демек за да бидам уморен. Па изглуми дека си уморен. И ја некако така си ја доживувам професијата, дека би требало да знам да го одиграм тоа без да навистина сум. Пошто се играш и убиец, некогаш играш и гадни работи. Не мислам дека треба да убиеш човек. Дека треба да одиш да утапаш човек за да се чувствуваш и да можеш да одиграш. Што гледам на тој начин, некако се. А на оние физички трансформации од типот на, не знам, бричење глава, килаво, здебелување, 50 килограми. Една слика од мене кај што сум се избричена глава. Да, те видовме. Тоа е на мојата дипломска представа каде што играм насилник, ситен насилник, онако домашно насилство, лик што се тепа сопругата, вози скуп мотор, има ланец и такви работи. Ја тепам, дека на кај мене. Така е. Се шал. Изгледам, тоа беше омилена трансформација. Прв пат за да сум се избричал главата и направив онаква катанец брада, ставив тетоважа, фейк тетоважа на рамо и беше пресмешно. И уживам у тие физички трансформации, немам никаков проблем. Ретко ми бараат физички да се трансформирам, пошто така прилично обично изгледам и прилично обично вајде им треба. Ама никаков проблем немам и скроз сум окей со тоа. И сметам дека треба, дека не гледам проблем зашто не би си ишишал косата или не би се пуштил брадата, сепак живеам од ликот и од телото. Кога треба да се влезе во улогата, така е. Ниџо, кај тебе не си актер, меѓутоа одлично ги доловуваш ситуациите. Дали тоа значи дека се крие нешто актерско од тебе или? Има нека вистина во тоа. Јас го почнав ова нешто слично како што каже и Виктор заради тоа што на сите фамилиарни собири, на сите собири со другари, цело време го слушав погрешен факултет си завршил, погрешна работа работиш, значи мораш на драмски, мораш вамо, мораш тамо. Види, никош не ти е касно. Не, мене обратно ми викаат. Живе, дека ја завршил погрешно. Тоа само злобниците може да го кажат. А и бев така во друштво, да речеме, и на глумци, актери кои во моментов играат во театар комедија. Така да цело време на кај таа страна нешто движеше, ама никогаш не решив ајде сега нешто ќе почнам, ќе направам. Затоа викам сосема спонтано беше и ми се свиѓа што е така, бидејќи нема вистинско време кога нешто да почнеш. Така требало да речеме, така требало да биде во тој момент баш тогаш да се случи и така и дојде. Така ќе видиме каде ќе ме однесе. Така. Добро, мислам дека е време да погледнеме и виленовилата на нашиот Виктор Велевски. Рижија, дали може? Граѓани и граѓанки на Македонија, дозволете вечерва на вас
и на сите граѓани и граѓанки на Македонија, да ви ја честитам слободна, суверена и самостојна Македонија. Со овие зборови, првиот председател на независна Македонија, Киро Глигоров, види фотос, ја прогласи независноста на Македонија. Алао вера, Киро. На овој говор му претходил референдум со крајно фраерско прашање. Дали сте за самостојна Македонија со право да стапи во еден сојуз со суверени држави на Југославија? Многу убаво смислено прашање, со оглед на политичката ситуација во моментот. Имам муабет дека долго време мозгале како да го формулираат прашањево. Се оставил простор за некаков иден сојуз, иако сите знаеле дека нема да има таков. Ама со тоа се избегнале тензии. Не се. На референдумот, дури 95% од гласачите гласале за. Албанската заедница го бойкотирала референдумот. По затворањето на избирачките места, народот спонтано се упатил кон плоштад. Македонското радио на брзина организирало некаква сцена и направиле еден настан, кој што се викал Глас за Македонија. Певе преку столуге. Многу ми е јако дека меѓу песни ги читале резултатите од општините. Замисли го прекинуваш Круме Спасовски усред рефрен, дур пее чудна жена беше Вера и му викаш: извини брат, само секунда. 92% се завоприле. Извини брат, продолжи, извини. Пренос во живо во вистинска смисла на зборот. Покрај Киро први, говори држале и Стојан Андов, прв председател на собранието, Никола Кљусев, прв премиер и некои си други луѓе. Кога го отварале шампањот, имале мука, никој не знал како го отвори, па и на снимката се слуша Киро како му вика на Кљусев: притисни, притисни малку. Кој знае што им се вртело во глава? Реално, скрос откачан настан, можда и најважниот во нашата историја. Искрено, малку ми е криво што не сум бил ни роден. Реално, околниве земји не биле баш среќни со таа наша одлука. Ама тоа е, ни сега не се. Од денешна перспектива, не знам колку реално сме суверени и независни. Па што разбирам ја? Денеска 8 септември се прославува со разни настани, а председателот традиционално го доделува орденот 8 септември. Логично. Па нема орденот да се вика 2 ноември. Кликнете subscribe, па заедно ќе откриваме историјата. Видовме една веленовела, меѓутоа ќе погледнеме уште една. Првата беше за 8 септември, односно државноста на Република Македонија. А сега ќе погледнеме една за баксузлукот, односно како македонците го гледаат баксузлукот и како фино тоа Виктор го има раскажано во неговата веленовела. Македонецот е бестрашен, храбар и крайно самоуверен човек. Единствено нешто што може да го успори неговиот неверојатен подем е ако не потера Малер. Малер не тера долго време веќе. И јеби ga, Марфи е чест гостин во нашите животи. Пола Македонија е закумена со него. Си имаме и поговорка која што целосно не опишува. Родиме мајко со късмет, па фрлиме на буништа. Шампионски. Ако црна мачка ти пресече пат, поплукај 3 пути. Или врати се 3 чекора назад. Или иди на бајачка, или викни оджај, поп да те пеат. Само да се трне малерот. Бајага има една песна на македонски и таа се вика Песна против малери. Абе и странци не заебаваат, бе. Ама цел свет се плаши од една работа. Бројот 13 и петок 13. Од секојаш ми бил фантастичен тој датум. Колективно, како општество, сме се договориле, ќе имаме еден баксузен ден у годината. А секоја година имаме петок 13. Некој години имаме и по 3 пати.
Има неколку теории зошто петок 13 е одбран за баксузен ден во годината. Религиската теорија се врзува со 13 гости кои седат на иста маса. Исусовата последна вечера, на пример. А во нордиската митологија 13-тиот гостин е Локи, кој што го убива богот Балдер. Сепак, мене ми е најинтересен митот кој што дефинитивно не е зачетник на ова верување, ама го има популаризирано низ цела Европа. Во зората на 13 октомври 1307 година, францускиот крал Филип IV наредил да се уапсат сите витези темплари, вклучувајќи го и нивниот водач Жак де Моле. Кралот Филип имал целосна поддршка од папата Клемент V, со седиште во Авиньон, Франција. Зошто папите едно време биле во Авиньон, ќе ви раскажам у некоја друга епизода. Темпларите биле обвинети за богохулие, идолопоклонство, хомосексуалност и низа финансиски превари. Биле подложени на многу брутално мачење, па голем дел од нив ја признале вината. Жак де Моле прво признал, па се пишманел. Пошто се пишманел, го запалиле на клада. Тоа со кладат им е топ мерка од тој период. А не се слагаш со некој, фрли го на клада. Последните зборови на Жак де Моле биле пророчки, пошто им рекол на папата и на кралот дека ќе му се придружат набрзо во задгробниот свет. Папата умрел после нецел месец, а кралот Филип умрел у истата година, у лов. Јеби ga. Постои фобија од бројот 13, се вика триска и декафобија. Преако. Има фобија и од петок 13, параскеви декатриафобија. Свашта нешто се плашат луѓе. Мене омилена фобија ми е она за страв од долги зборови. Крајно логично, таа фобија се вика хипопотамонстросесквипедалофобија. Дописи ги. Кликнете subscribe. Видиме што имаме у тефтерот за наредна епизода. Тоа е за баксузлукот и како ние го разбираме баксузлукот. Виктор, фала ти многу за оваа веленовела. Што да кажам, освен дека е време да го вклучиме и нашиот Брик. Брик, ти се внесе во музиката, што ти е убаво да ти кажам право? Треба да се смениме некогаш, да пробаме обратно. Може да пробам. Може ти во улога на водител, јас диџеј? Ќе пробам. Пази што си рекол. Готово. Значи, во тикот на оваа сезона те чекам во улога на Ќе водител. треба само да ме научиш прво. Ке ти стои, ке ти кажам некои хинтови, некои финти. Секогаш те прашувам дали имаш некакви прашања за нашите гости, а верувам дека имаш. Имам. Ај прво ќе прашам вака, пошто Ниџо кажа дека хип-хоп слушал и рап. Виктор, не те слушнав тебе дали кажеш што вака слушаш? Ја разбрав Тома Здравковиќ, нели се од каде? Покрај тоа, Не, се шалам, не знам. Углавно слушам што ќе ми пушта Брик. Тоа ми е наредно. Кај пушта Брик, таму сум ја. Фала ти. Добро, Добро, ајде, кажете ми омилени артисти, вака, наши, домашни и странски. Би сакал да чујам што вака највеќе ве трза на што ви се допаѓа. Може. Наши стварно Наум Петрески највеќе го сакам, тоа не се ни запрекава, стварно ми омилен. Прекрасен глас, шала на страна. Лазар Опалесом, Наум мора да ме гаѓат у душа. Наум ми омилен. Никола? Па, има повеќе, да речеме, хип-хопот веќе не е толку актуелен како порано што беше. Легијата беа, пример, некој поем за квалитетен македонски рап, да речеме, кои сега сите се на своја страна, меѓутоа останаа, да речеме, Елди Пистолеро и Гоце Сав. Тоа дуо, да речеме, у моментов ми е некој што од време на време знае да извади супер Едни од најквалитетните, дефинитивно. Дупер, не ги спомнав, ќе го тепаат после. Дупер, мора да ги довлечкаме, значи, кај нас во студио. Дупер ќе го Завчера бебна свирка, супер, си пројдовме тоа. Тие ми се омилени. Дупер се навистина одлични. Значи, мислам дека имаме многу квалитетна македонска музика, која што многу често Брик знаеме да кажеме дека е недоволно експлоатирана и недоволно слушана од наша страна. Се нервирам кога треба да ни дојдат странци условно кажано, за да ни покажат што е добра музика и како се полнат салите. Многу би сакала да видам така полни сали и на наши македонски артисти. Ја дојде време. Се надевам, искрено. Пред да ја завршиме оваа епизода на Фидбек, може би не е веленовела, може би не се рилсовите на Никола, меѓутоа е Фидбек со Елена.
Се разбира она последно прашање кое што го поставувам на сите мои гости е кој е фидбекот од тоа што го работите и во однос на тоа што го живеете, тоа што го творите и така натаму. Фидбекот конкретно е задоволството кога ќе видиш насмејани лица, да речеме, бидејќи како што кажавте и вие, многу мрачно е, мислам, у задниот период кај нас, секој со секого се мрази по интернет, навреди, лоши настани, така да секогаш е убаво кога ќе видиме барем насмевка одреден период кај македонецот, што е реткост. И мислам дека треба многу повеќе да се смееме, бидејќи денес сме тука, утре не знаеме каде ќе бидеме. Така да времето потрошено на лоши, негативни коментари и мрак е само изгубено време. Така да насмевката е она што е добар фидбек конкретно кај овие видеа што ги правам. Супер, ти благодарам. Виктор, ти го кажа веќе аплаузот, тоа кој што е неиминовен, апсолутно. За мене новела фидбекот и добив еден коментар еднаш од еден мој другар кој што еден рил, пошто не пуштам пречесто рилови, ама последен рил ми пиша книга немам отворено од кога почна да снимаш веле новела и тоа ми е онака. Да, ама навистина е така затоа што добиваме многу корисни информации. А во однос на театарот се надевам дека фидбекот ќе биде што повеќе представи. Сега имав представа, имав премиера во декември во Штипскиот театар. На 13 декември беше или? На 13 декември игравме во Штип. Жителите на стан 54 се викаат, така, супер, многу ми се допаѓа. Никола Кузелов ја напиша, кој што игра заедно со мене, заедно и Ања Митик и Нела Павловска играат, морам да си ги спомнам колегите. Секако, колеги се тоа. Се надам дека ќе почнеме да играме редовно во Штип, дека ќе играме представата и се надам дека ќе ме чекаат многу други представи. Сепак тоа ми е примарната професија, примарната желба, така што се надам дека тоа е фидбекот кој што ќе ми дојде од овие досегашни проекти. Супер. Дечки, ви благодарам многу. Супер си поминавме, се надевам дека и вас ви беше добра. Супер. Одлично. Ја поздравуваме публиката, се разбира, и се гледаме повторно во сабота во обичаен термин 19:15. Чао. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike, and I like to say hello. To the black, to the white, the red, and the brown, the purple, and yellow. But first, I gotta bang.